Улиците Радански пат и Косовска, кои беа синоним за нечистотија, кал и непроодност, од пред известно време добија нов изглед, но и функција. Калта која им создаваше проблеми на жителите веќе ја нема, а се уредија и неколку јавни површини кои сега имаат друга корисна намена. Тука до сега немаше. Сега како овај улезе градоначалникот новиот, добро што улезе. Што пре ово дром. И за Омер Демиров. Со него е. Улици се направија? Да, се е добро. Улици, градишта? Се. Улиците, поштадо, за сега е многу добро е. Како што улезе градоначалникот Итол Захариев, градот Штип се смеи многу убаво, се разубави. Евер, нашиот Радански пат, што е околината тука, многу убаво се разубави. Козовска, таа од другата улица многу убаво беше. Значи, не многу сме задоволни од нашиот градоначалник. Во оваа населба во која живеат граѓани од повеќе националности, меѓу кои доминираат ромите, со години никој нема интервенирано во инфраструктурата. Меѓу ретките кои за овие луѓе направил нешто е актуелниот градоначалник Захариев. Со години наназад, на вистина не се обрнуваше никакво внимание на оваа населба, иако веќе, отпорно може да се каже дека е ромска населба, меѓутоа во последно време се населија многу луѓе и веќе таа стана мултиетничка. Се промени една слика, една грда слика во оваа населба, која што сите се срамувавме од оваа населба, било кој да дојде, гостите ние се срамувавме да им ја прикажеме населбата и секогаш кажувавме дека не се вложува во оваа населба. Јас бев 3 мандата во локалната самоуправа, ама сите градоначалници се трудеа, збореа, ветуваа дека ќе направат нешто во Радански пат. Ниеден до сега не е направил ништо. Овој градоначалник кој ветуваше и ни кажа дека ќе го направи тоа и го направи. Жителите во оваа населба се горди на она што го гледаат пред себе, но истовремено се свесни дека кај граѓаните треба да се зголеми грижата кон веќе изграденото. Јас мислам дека треба повеќе и од јавното претпријатие и ИСАР да дојдат да ги чистат овие јавни површини, затоа што сепак улиците се јавни површини, а сите околу дворовите да се ги чистат своите дворови и така мислам дека ќе имаме една убава и чиста средина за живење. Приоритетите во оваа населба беа изготвени со целосна поддршка од Советот на општината. Во наредната фаза во план е поврзување на населбата Леваци со Дузлак, како и реконструкција на патот што води кон манастирот Света Недела.